Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во емисијата 64, емисија за сите оние на кои што шахот им представува љубов, задоволство, рекреација или забава. И ние го заменивме терминот, сега одиме секоја сабота во 16 часот, значи во еден убав попладневен термин за време на викендот, додека репризата ќе биде следниот ден во недела во пладневниот програмски појас. Поточно ќе бидете информирани на нашата телевизија. Инаку, во новата шема, прв гостин во новото време, така речено, ќе биде мојот драг колега, фиде мајсторот Љубомир Хаџиманев. Кога ќе го погледнете, почитувани гледачи, никогаш не би рекле дека господинот што седи до мене пред точно половина век бил вице-шампион на Македонија во младинска конкуренција. Инаку, Љубомир Хаџиманев, покрај тоа што е многу солиден фиде мајстор, веќе со години се разбира, исто така е и припадник на првата генерација информатичари во Македонија. Инаку, денеска шахистите, вие веќе добро знаете, дека компјутерот го имаат како основна алатка практично за своите подготовки, за своите настапи. Денес на своите лаптопови секој шахист кој што држи до себе, нели, има шаховски програми кои што се со силина на најдобрите шахисти на светот, ако не и посилни. Значи, имаме доста теми за разговор денеска. Добар ден, Љубомир Хаџиманев, добре дојде. И би сакал да почнеме да направиме, да речеме, еден пресек на ова информатичка технологија која што доживеа вистинска револуција во последниве, да речем, 2-3 децении, да направиме еден пресек на развојот на таа технологија, на развојот на компјутерите и што се, значи, и каква примена имаат компјутерите денес кај нас. И кај шахистите се разбира, нели? Добар ден и благодарам прво за поканата. Информатичка технологија, познато е многу млада, да кажам, област од техниката, технологијата. Знаеме, првите компјутери се направени негде одма после Втората светска војна, значи 60 години е тој развој, што е гледано временски многу мало, а знаеме каков се развој доживеа во овој краток период, поготово во последните 20-30 години. Ние денес, мислам, повеќе можеме, односно темата ќе ни биде, нели, компјутерите и шахот, Да. Каде се наоѓаме ние како шахисти, како сме почнувале и до каде е денес стигнато со таа примена на компјутерите во изучувањето на шахот, помошта и, да не кажам, и разни други надпревари, анализи и слични. Првите почетоци на компјутерското прикажување или алгоритми за играње на шах се поставени уште веднаш кога се видела некоја корист од тоа како шахот може да влие во развој на така наречена вештачка интелигенција, значи една област од науката која што произлегла баш од појавата на компјутерите и датира од почетокот на 50-тите години. Значи многу рано кога компјутерите биле во самиот зачеток. За информација, значи првиот шаховски програм е направен 57 година, шаховски програм кој што одиграл партии. Значи одиграл 2 партии со некои деца, двете ги изгубил наравно. Иначе самиот алгоритам го поставил некој математичар уште 51 година од минатиот век. Значи го поставил на хартија. Он го опишал процесот на играње, пробале да го симулираат, функционирало. Сега вештачката интелигенција како дисциплина, бидејќи увидела користа која што може да има со анализирање на шаховската игра, малку преоптимистички
настапиле во тоа време тие, да кажам, научници, математичари кои почнаа да се бават со тоа и мислеа дека многу брзо Ќе го победува човек. компјутерот ќе го победува човекот, чак имало и обклади, не знам, 58 година, дека за 10 години компјутерот ќе го победи човекот. И тоа ќе го победи, може и велемајстор, не зборам за послаби играчи. Од познатите шахисти, велемајсторот, односно светскиот првак Михаил Ботвиник е познат по тоа што меѓу првите почна да ја форсира таа идеја, уште во 60-тите години, да се изработи програм кој што ќе го имитира човечкото размислување за време на партијата. Значи, Да го најде алгоритмот како сличен на човечкиот, така? Значи, неговата идеја била стварно она вештачка интелигенција да компјутерот размислува со тоа што ќе му се стават одредени во програмот, одредени позиции, се тој да инструкции, позиции и слично. Меѓутоа, изгледа Ботвиник бил малку пред времето. Нити имало толку доволно снажни машини во тоа време, нити имало алатки софтверски за развој, такви. Иако баш сега кога се спремав за ова, ми дојде до еден надпис од Ботвиник од 70-та година во очи на мечот на столетието. Сеќаш Советскиот сојуз против останатиот свет во Белград. Во Белград прва табла Спаски Фишер. Тоа беше пред нивниот меч 72 година. Не, на прва табла играа Ларсен и Спаски, а на втора табла Петросјан и Фишер. Фишер победи 3-1. Да. Најавата беше дека ќе бидат Спаски, после се смени. Така, се промени. Да, во последен момент Ларсен не сакаше да игра втора, затоа што рече јас победував на сите овие турнири, а Фишер 3 години не играше. Така и овој му го отстапи. Така беше. Меѓутоа, на тој меч играше и Ботвиник, играше со Матулович, не се сеќам на која табла, дали 7, 8, 9, тука. Да, од тогашна Југославија играа Глигори, Чивков и Матулович. И Матулович, да. Тогаш Ботвиник пишува, во тоа беше испадна во илустрована политика во некои од тие весници. И го имам дома случајно, го најдов, тој сум го зачувал во документацијата. Вели до крајот на векот, значи 20-тиот век, машините, компјутерите, односно не само компјутерите, него вели дека вештачкиот ум ќе биде толку разработен, толку решен, доминантен, што ќе се споредува со откритието на огинот во праисторијата. Тоа е негова реченица и ја имам дома. Не е така како што знаеме, нели? Вештачката интелигенција како поле на истражување е старо, нели, 50-60 години, меѓутоа е поле кое што има, на кое што човекот има доживено најголемо разочарување. Значи, најмалку се успеало на тоа поле. Може би причината е едноставна. Прочитав една дефиниција што е тоа интелигенција. Вели, интелигенција е збир или множество на ментални процеси кои не ни се јасни. Сега, ако не ни се јасни процесите, како ние можеме тие да ги спрограмираме? Сега да се вратиме малку поново на ова почетоците можда во Македонија. Да. Информатиката во Македонија почна од прилика првите компјутери беа инсталирани негде почетокот на 70-тите. Имаше и нешто порано, некои организации имава нешто, мислам полицијата имаше 69-та, 68 година нешто инсталирано. Јас почнав да се бавам од 71 година, значи од прилика генерација прва, која што на факултет не учевме, бидејќи јас завршив електротехника, меѓутоа немаше насока информатика. Немаше информатика. Кога апсолвирав, дојде првиот компјутер на факултетот во Загреб кај што студирав. Значи тогаш се воведе програмски јазик, изучување на програмски јазици, на пример.
Значи, вие одевте во од како што доаѓаше научната мисла, следевте преку часописи, преку специјализирани списанија. Така, имал среќа се вработи во голема фирма која што беше застапник на IBM за тогашна Југославија, така да тие бе школуваа по нивните школски центри по цела Европа и се знае, мислам, во информатиката мора да си секогаш максимално информиран, обучен. Иначе ќе закасниш, нели? Тоа те прегазува времето. И сега каква примена имаше од 70-тите години? Имаше Олимпијада 72-та, имаше ли примена компјутерот, на пример, на Олимпијадата Скопска? Да, на Скопската Олимпијада, веќе тогаш имав година и нешто стаж, значи Скопската Олимпијада, 20-та машка, нели, 72-та година, и пета женска, да. За таа цел IBM обезбеди, нашата фирма обезбеди 2 компјутера. Еден кој се инсталира во Сајмиште, нели Сајмиште тогаш се изгради специјално за Олимпијадата. Еден кој се инсталира во управната зграда и еден беше во Железара, железарски. Тој беше појак и поголем компјутер. И на тие два требаше да се води евиденција за партиите, за табелите, за печатење на билтен, информирање на новинарите, на публиката и слично. Сега, во тоа време технологијата се знае каква беше, нели? Немаше екрани, немаше дисплеи. Влезот беше преку бушени картици. Може би некои постари зата. Да, ја тоа на пример сега можам да си го замислам само како би изгледало. Да, без екран. Ја бев во екипата, значи во екипата бевме четворица, еден раководител, двајца бевме од Скопје, млади систем инженери. Ја бев задолжен за тој систем тука во Сајмиште, а колегата беше за железарскиот. И двајца имавме поискусни програмери од Белград. И кој не знаева шах, ја едини бев шахиста. А раководителот беше, на тимот беше Ракич, интермајстор Ракич од Нови Сад, кој беше исто и информатичар. Че он беше искусен информатичар, веќе имаше стаж од неколку години. И многу ви помогна практично компјутерите за побрзо да оди работата, оти тоа беше еден проект огромен. Огромен проект беше и што беше целта, значи во Железара се печатеа партиите, билтените. Значи, после завршување на колото се носеа сите таму, жени ги бушева, па се штампаше и утредента шахистите на маса го имаа претходното коло. Точно. А ние во овој дел тука, на што беше на самото Сајмиште, требаше да ги покажуваме резултатите на новинари, публика и слично. За таа цел, бидејќи немаше екрани, се инсталира една телевизиска камера, која што беше фиксирана над печатарот, голем печатар, огромен, каде што излегувава актуелните резултати или табели, а тоа после одеше во репортажна кола, а од репортажна кола одеше на монитори во фоајето тука, кај што седева дедачи, новинари, шахисти играа брзопотезни партии, тај тука играше брзопотезни партии. Да, практично и простор за анализа. И публика околу нив гледа, нели, тоа супер беше. Супер атрактивно. Да, така тоа ми беше една прва, да кажам, прв контакт компјутери и шах. Так. Да. Потоа тоа продолжи во како помош, на пример, за одредување на швајцарскиот систем со многу надпреварувачеве сега во Риека, поединечното индивидуално првенство има 408 шахисти и околу 160 жени. И сега тој швајцарски систем да се прават парови, ако се прават рачно, тоа сати треба се загубат. А со компјутерот Да, нема шанс. Значи ја тоа отприлика тоа беше веќе негде крајот на 70-тите, почетокот на 80-тите години. Тогаш играв активно шах и видов дека е проблем на судиите. Прво, имаше опени, Скопски опен, например, имаше по 140 учесници. Така е, да. Партиите често пати се прекинуваа. Тогаш уште имаше и прекин, па утредента. И сега, треба да се почека да се заврши секоја партија од тие
да речем, ако се 70 партии, значи секогаш ќе има некој прекид, ќе се трае до максимум касно и мало ќе биде расстојанието од... Нема време. Па има шанси да се погреши, нели? Па се бунат играчи, па ајде коригирај у последен момент, нели? И идејата беше, предложив на судиите, ајде да направиме програмче. Пошто правилата се знаат, тогаш се играше југословенска кружна варијанта. Тоа го испрограмирав и практички програмот го правеше парувањето за неколку секунди. Подолго време беше да се однесат резултатите, немаше персонални компјутери се уште. Да се однесат резултати, да се внесат резултатите. Да се внесат, па да се проверат, да не се сгреши, нели? Да се испарува, па да се вратат назад. Значи, времето на носење и враќање беше далеку подолго, неголи самото изработување, нели? На паровите. И тоа траеше се некаде до 87-8 година, кога ФИДЕ издаде своја дискета со швајцарски систем по ФИДЕ, кој после се правеше по рейтинг. Така, и тој систем се одомаќини на турнирите секаде низ светот. Али мојот програм практички беше пионер во таа област. Ја не знам во бивша Југославија дали на други сам дека немаше. Некој друг ја не сум слушал дека некаде се правело парови на Јас тогаш го предложив преку фирмата да тоа го маркетираме, ама некако немаше слух, нема пари. Чим нема пари, фирмата не реагира. Да. И така. А сега, нели, велите, значи, првиот алгоритам се обидел математичар да го направи, да го внесе, значи, шахот преку компјутер. Меѓутоа, после видоа, веројатно, научниците дека не ќе можат без помош на шахисти. И да речеме, негде 80-тите години, Давид Бронштейн, незабравниот Давид Бронштейн, еден од најсилните шахисти во историјата на шахот, и еден од тројцата кој што по своето творештво заслужуваше да стане светски шампион, но не стана. Нели играше нерешено со Ботвиник и Ботвиник ја сочува титулата 50-та година. Често пати гостуваше, значи баш кај IBM и многу помогна, значи да се усовршат компјутерите, односно програмите за шах. И дури кога настана некоја симбиоза меѓу научниците и велемајсторите и шахистите, почна да се појавуваат многу подобри шаховски машини. И денеска имаме, нели, одлични Рипка, Фриц, Халкес, неброени машини. Денеска да ти е страв да играш со нив, мислам. Да, не можеш да играш. Меѓутоа, еве сега многу беа и медиумски интересни, например Deep Blue кога играше со Каспаров, па со Крамник. Сега, како ние како вие би го толкувале тој меч, да речеме, компјутерот има во себе вградено некоја книга за отварање. И сега тој таму има многу варијанти, партии, ова, она, и тој само си прибарува. А човекот треба сам да види што ќе одбере, па неговите знаења и неговите можности да ги помни варијантите се ограничени за разлика од компјутерот. И затоа нели Каспаров викаше ова не е баш фер борба. Треба да ми дадете и мене книги, јас да можам да користам отварањето, па после да се тепаме кога ќе дојде средишницата и завршницата и така натаму. И па таа историја исто почнува некаде од 85-та година, кога Каспаров стана, мислиш, ни светски шампион, одигрува симултанка со 32 тогашни најдобри компјутери. Ги победува 32-0. Меѓутоа, работата не запира. Технологијава, брзината, нели, компјутерите се развиваа фантастично брзо тие години и се уште се развива. Така да 10 години покасно, 11, 96-та, односно веќе 90-та година почнуваат компјутери да се пуштаат и на турнири да играат. Ако дозволат организаторите, играваат компјутери и добро се пласираат. Добро се пласираат, да. А денеска има светско првенство меѓу програмите. Ама меѓу сега не мешано, сега не мешано. Не го мешаат сега со луѓето не сакаат многу против машина да играат. 96-та година, значи игра Каспаров меч со Deep Blue и го доби со 3-1 и 2 реми, така нешто беше. Со тоа што се закажа реманш за една година, као за светско првенство, нели, со реманш. Можда Каспаров можда тука малку и го потцени, вика ај. Лесно ќе биде. За една година IBM го појача компјутерот, го појача софтверот. Изнесе тогаш тој Deep Blue, чисто за информатичари кои евентуално не следат, да знаат дека тоа беше фантастично брз, голем компјутер, многу скап, со 256 процесори паралелни. Тоа е и за сегашни услови фантастично. Кој што анализирал
200 милиони позиции во една секунда. Пази, 200 милиони. Тоа е тешко човек да замисли, мислам. Човек, знаеш колку анализира за еден потез? Позиции? Па знам, ја може да анализира неколку. 100. Можда Каспаров и 200, ако е претходно спремен. Да. Овој анализирал, значи, 200 милиони во една секунда. За 3 минути това е негде околу 40 милиарди позиции за 3 минути. И сега велиме човекот, компјутерот, како овој ќе игра против него. Да. И тоа овој не се заморува воопшто, нели? заморува. А Каспаров да работи 5 часа и да види 200 позиции да ги анализира, тоа ќе се замори, четвртиот час не е исто со првиот. Така, и длабочината на пресметување било, мислам, 16 потези. Значи 16 потези во средишница. Значи во завршница до крај. Так. Да. И Каспаров го изгуби тој меч, нели? Да, го изгуби една разлика. 2,5 го изгуби. И после тоа IBM ја повлече таа програма. Рече, јас го победив светскиот шампион, сега више не играм. Так. Немам што да улагам, зашто Каспаров имаше таа лоша судбина да биде прв светски шампион што загубил место компјутер. Што настрана, така. така. IBM си направи реклама. Одлична реклама, да. Меѓутоа, добро, помеѓу време се развија овие другиве сегашниве, например, програми кои што одат на обични лаптоп компјутери, на персоналци. Можда не се јаки колку тој, меѓутоа имаат прилична јачина. Одлични се. Сметаат дека се на рейтинг околу 3000 поени. Да, нели? да. А еве го, да речеме, Карлсен има 2815. Значи Да, тој има да. скоро Така 200 поени повеќе се вреднува. Денеска и ти како што рече, значи секој шахиста озбилен без компјутер не ја бива. Не оди. И се имаат Фриц, Рипка или неколку програми сите чинат да ги нарачаш $100. Така, има комплетна база на податоци. Да. Кога седнуваме да играме ја и ти, ја се знам за тебе, ти се знаеш за мене. Така е. И сега како ќе играме, значи работава ја нешто ти изненадам или ти ме изненадиш. Да. Значи, денес исто кога се подготвуваат, многу е важно, значи, големите шахисти настана една интересна, да речам, едно партнерство со компјутерот. Значи, тие што имаат интересни некои идеи, некои што им се интуитивни идеи. Значи, ги пуштаат на компјутерите, тие работат со сати, може 2-3 програма, да копаат многу длабоко и да изнајдат дали тука нешто има. Значи, а човекот го чувствува тоа. Значи, јаките шахисти чувствуваат и сега програмот им обезбедува, значи, една одлична анализа и да може тие комотно после подготвени да настапат. А да не збориме дека ти си информиран одлично денеска за секого. Можеш да го видиш, значи, за броени минути. Игра. Да, се му наоѓаш. Сега... Меѓутоа, како еве сега ние нели имаме, да речеме, компјутери во училиштава? Може ли да се искористи децава тоа да го искористат? Значи, да добијат, да речеме, и шаховски програм нешто, или тоа да се анимира после училиште, значи, затоа што компјутерите им стојат на децава во... Да. Мислам, имаме стварно фантастична основа да го популаризираме шахот што повеќе. Да не зборуваме во твоите емисии што гостуваа претходни, например Лидија Сор, сите кажава зашто е шахот добар за децата и тоа на сите им е јасно. Да. Значи, а ги имаме начин, имаме компјутери. По школите се ја чисто нафрлам идеи, може тоа да се разработи после, може да го искористи Министерство за спорт и млади, да поведе некоја иницијатива во тој правец, да биде како некоја слободна активност на децата, под водство на некој од професорите кој се разбира во шах, или евентуално неговиот пријател е некој шахиста па да го викне да гостува без пари, без никаква надокнада, чисто за да нешто направи за шахот. Клубовите да бидат заинтересирани. Па од тие деца, мноштво деца кои што имаат компјутерите во школа. Сигурно ќе покажат интерес, да. Па имаат и дома компјутери. Па секоја втора фамилија, по најнови статистики во Македонија има компјутер. Не е проблем да се детето да седне на компјутер и да игра. Од користа е многострука. Значи детето место да застранува да го губи времето кај што не треба. На други работи, да не кажам какви, може многу покорисно да го употреби времето. Сето е ова убаво што се прават спортски сали, што децата имаат кај да се рекреираат.
Можете рече некој, ама шахот не е физичка рекреација. Меѓутоа, за да играш шах ти треба многу голема кондиција. Така е. Јас се сеќавам на турнири кога одевме. Кога ќе стигнавме, например, дали е тоа во Македонија, негдека на друго место. Прво што гледавме дали има маса за пинг-понг, дали има терен за фудбал, мал фудбал или некоја друга рекреација. Така е. Значи, шахистите се многу свесни дека здравјето, физичкото здравје му е важно за да игра. И некој не може да си игра шах. Не може Нели? да си издржи партијата. Не може. Ние нели велиме во здраво тело, здрав дух, ама ја би го рекол и обратно, во здрав дух, здраво тело. Да, а шахот од друга страна па го развива мозокот, го развива интелигенцијата. Јасно. Инаку, почитувани гледачи, деновиве во Риека се игра индивидуалното европско првенство, значи поединечното европско првенство. Од 5 до 19 март ние имаме двајца представници, интернационалниот мајстор Филип Панчевски и Роберт Велески од Прилеп. Обајцата имаат по 2 поена од 5 партии. Значи, меѓутоа имаме уште 6 партии, денес се играат уште 6 кола, имаат време да го поправат својот впечаток, својата игра. Инаку по 5 кола водат четворица на машкиот турнир, Ефименко, Нисипјану, Тимофеев и Џобава, по 4,5 поени. Инаку на турнирот учествуваат 406 надпреварувачи, значи во машка конкуренција, и 158 на женскиот турнир. Инаку, наградниот фонд изнесува 120.000 евра, прва награда на машкиот турнир е 20.000 евра, на женскиот турнир е 60.000 евра наградниот фонд, првата награда 10.000 евра. Би рекол дека една од најинтересните партии досега во 5 први кола ќе биде партијата која што ќе ја видиме сега на демонстрацијната плоча помеѓу најдобриот романски велемајстор Дитер Нисипјану и најдобриот швајцарски велемајстор, тоа е Јаник Пелетиер. Значи, Нисипјану игра многу интересен шах и би рекол дека достега на Европско првенство покажа најкреативна игра. Верувам дека ќе можете да се уверите и во денешнава партија. А истовремено, значи повторно ќе падне малку муабет со Љубомир Хаџиманев и за компјутерите, затоа што сметам дека исто така компјутерите, односно програмите компјутерски исто имаат удел во победава на Нисипјану во денешнава партија. Значи беше игра на дамско-индиска одбрана, Нисипјану со белите фигури против Пелетие со црните. D4 конј F6, C4 E6, конј F3, B6, G3, ловец A6 со напад на C4. Сега овој пешак на C4 значи го бранеле на разни начини, најчесто B3, но исто така и конј BD2, дама B3, дама A4. Но во оваа партија место има потек од дама C2, потек од понов датум. И мислам целата оваа варијанта идеен творец е израелскиот велемајстор Гелфанд, кој успеа да извојува значајна победа во прв пат одиграна оваа варијанта против Аронјан од Ерменија. Значи во прекрасна партија, слична е креативна партија и денешнава. Сега по дама C2, ловец B7, ловец G2 и C5. D5, тоа во оваа ситуација представува реална жртва на пешак. Доколку истата позиција можеше да настане и со дамата на D1, ако игра ловец B7, па на ловец G2, C5, D5, сега во таа ситуација на ED5, белиот ништо не жртва игра конј H4, па конј C3 заради врзувањето на диагоналата и CD5 со удобност го враќа назад пешакот и задржува простор на предност. Но со дамата на C2, значи гледате сега на ED5, не конј H4 заради конј C6, па на CD5 конј B4 со напад на дамата и земање на D5, туку реална жртва CD5. Сега конј зема на D5. Во првата партија што пред малку ја спомнав, беше играно ловец D5, но на тоа следи конј C3 со закана да го земе ловецот, кој што е многу важна фигура, и кога се повлече ловецот, ловец F4, голема рокада и белиот имаше многу силна иницијатива за пешак. Но по конј D5, гледате сега следи мала рокада, ловец на E7,
топ D1. Сега веќе белиот веќе има закана. Заканата е дама E4. Гледате. Заканата е дама E4. И сега коњот не може да отстапи заради тоа што виси ловецот и белиот ќе земе две фигури за топот. Затоа на топ D1 црниот игра коњ C6. Сега на топ D5 се разбира коњ B4 со двоен напад. Но дама F5 напад на коњот, коњ F6, E4. Сега интересно, овие сите потези се играни во турнирската пракса, најчесто црните тука одговараат G6, па на дама F4, мала рокада и по E5, коњ H5, дама G4, настануваат многу интересни позиции. Белиот жртвуваше пешак чисто позиционо, но во оваа партија на E4, Пелетија, кој што постојано игра дамско-индиска одбрана и мислам дека Нисипјано и затоа ја одбра оваа варијанта, инаку Нисипјано почесто се отвара со потегот E4. Знаел дека ќе дојде оваа позиција, имал подготвено нешто за него, а Пелетија сега игра D6, E5, тоа се наметнува, заради меѓу друго и врзувањето по D линијата, се извинувам, за во оваа ситуација да одигра ваков потек, дама D7. Гледате. Сега сака да го врати пешекот по дама D7, коњ D7, ED6, ловец F6. Материјалот е ист, но црниот има добра контраигра. Но идејата на Нисипјано е дама C2, сега ќе видите каква концепција. Дама C2, коњ B4, со напад на дамата. Дама E2, ловец A6, меѓу потек, со напад на дамата. Дама E1, коњ C2, повторно ја напаѓа дамата, но и топот. Дама D2, коњот го зема топот на A1, е зема на F6, ловец F6. Така чинам дојдовме до една критична позиција. Хаджиманев, значи материјалов сега е квалитет и два пешаци имат црниот повеќе. Добро, ма коњот е заглавен. Коњот е заглавен и белиот е на потек, дава шах. Значи сега може крал D8, белиот би продолжил коњ C3 со позициона компензација. Се разбира дека треба талент комбинаторен за да се игра ваква концепција за белиот, но верувам дека Нисипјано ги уклучил машините тука да види, веројатно му се допаднала идејата, била оригинална негова, на компјутер да го потврди неговиот суд. Од типо L7 сега гледате, многу интересно е тоа што белите фигури не се развиени. Коњот е уште на B1, ловецот на C1, а црниот е потек до рокада и ќе направи рокада, но сепак на крај ќе се види дека белиот има компензација. Да одиме понатаму, по ловец E7, коњ C3, мала рокада, че црниот успеа и да рокира дури, но коњ е 5. Гледате, ја напаѓа дамата. Не може да е 5. Дама на C8, сега коњ C6, со напад на ловецот. Сега ловецот може да оди и на F6, но ако дојде ловецот на F6, веднаш коњ D5. Гледате, тој коњ е неприкосновен заради коњ е 7 и ловец C6. И по, например, топ E8 би следало коњ зема на F6, G зема на F6 и сега коњ E7 шах. И сега гледате по топ зема на E7, топ зема на E7. Материјалот е практично ист. Не го сметаме тој коњ кој што белиот, кој што црниот ќе го загуби, но исто така имаме и страшна закана. Ловец D5, виси и топот на А8, значи белиот има добиена или речиси добиена позиција. Би рекол добиена позиција. Значи, ловец D8 изгледа по-безбедно на коњ C6 во нашата позиција, во нашата партија. Така Пелетија и играше. Но по ловец D8 сега другиот коњ оди на централниот пост D5. Гледате како белите коњи се внедрени во таборот на црниот.
одлично соработуваат меѓу себе, значи дама C6, коње E7 шах и ловец C6 повторно не може. А од друга страна белиот се заканува, нели, со коње E7 да земе дама, да ја загуби дамата. И сега треба да реагира на таа закана коње E7 црниот. Сега се чини најдобро, најмало зло беше за црниот да се помести со кралот. Значи да избега од тој шах на E7, но потоа би следало коњ зема на D8 и на дама D8, гледате дама на C3. И тој коњ ќе биде загубен, ќе останат две фигури за топ, иако црниот има и два пешаци плюс, белите фигури се многу силни и практично, значи црниот би се борел за ремино со минимални изгледи дека исто тој ќе го направи. Но во партијата следеше послаб потек. Црниот одигра дама на G4. На овој начин ја избегна заканата коњ E7, но сега B3. Белиот сосема ладнокрвно се развива. B3, сака и ловец B2 се разбира. Значи, што да прави сега црниот за тоа време? Тој се обидува вака, ловец B7, но H3, повторно фин меѓу потек, ја напаѓа дамата и поставува прашање каде. Сега Пелетие ја решавачка грешка, дама H5, пошто губи многу брзо. Значи, правилно беше дама D7, иако и по дама D7 белиот веројатно дека би добил. Би следало коњ од C на E7, шах, и на крал H8, ловец на B2. Гледате, не само што го напаѓа коњот на А1, туку сега белиот се заканува да удри на G7 и по крал G7, дама G5 шах и на крал H8 дама F6 мат, затоа што коњот го контролира тоа поле. Значи, и така не би се спасил црниот, но по дама H5 работите одат уште поедноставно. Значи, повторно коњ од C7 шах и на крал H8 коње F4 со двоен удар. Гледате како ја ослободија дијагоналата за ловецот белите коњи со темпо, едниот со шах се премести, а другиот со напад на дамата. Сега ако дамата отстапи, тогаш следи ловец B7 и белиот би имал уште и материјална предност. Значи, една убедлива победа на Нисипјано на поединечното европско првенство за делба на прво до четврто место по првата половина од турнирот, по првите 5 кола. Почитани гледачи, тука негде би бил и крајот на нашава денешна емисија. Ми останува да му се заблагодарам на нашиот гостин, фидемајсторот Љубомир Хаџиманев, за учеството во емисијата, за тоа што не запозна нешто со компјутерската технологија, развојот. Малку кажевме можеби уште за алгоритмот, како алгоритмот го бара потегот. По кој алгоритам го бара потегот компјутерот за кратко времето за крај? сето тоа да се објасни, може треба цела емисија. Да. Значи има една метода која се вика Minimax. Minimax метода се користи позната и во други работи, во теоријата на игри, во теорија на носење на одлуки, во статистика. Значи, што е работата? Со секој јас поте што го играм, сакам нешто да добијам, нели? Да. Значи, ја да постигнам нешто, а црниот, односно противникот, да постигне што помалку и ја што повеќе. И сега обратно, кога јас мислам како противникот, сакам исто противникот, сака јас помалце, он повеќе. Значи има една мини-макс, затоа се вика. Практички тоа значи максимална добивка која што може да се оствари со минимални загуби. Така. Таа теорија, таа математика се користи во рачуњање на сите на најповолните позиции. Меѓутоа, компјутерите можат да да пресметнуваат до одредено ниво, затоа што гранањето на варијантите е многу експоненцијално, многу брзо. За секој потез ние можеме просечно има негде околу 30 до 35 одговори на противникот. За еден мој потез. За он да одговори негови 30 потез за секој од тие 30. Значи за еден потез веќе имаме 1000 можности. Така да се доваѓа до астрономски цифри, огромни цифри на можности, не знам да споменав 10 на 120 можни потези. А 10 на 120 е фантастичен број, тоа нема единица со 120 нули. Бројот на атомите во целиот универзум е 10 на 80.
Значи, никаков компјутер денешен, нити веројатно во иднина, не ќе може да ги пресмета сите тие Може да се можности. шахот е толку богата игра. Толку е богат, символ на космосот. Символ на нели? космосот, Од мајстор Бидев, нели? да. Добро, да завршиме тука некаде затоа што сме временски лимитирани, па ќе направиме во друга пригода уште нешто да кажеме, затоа што вие имате многу што да ни Може, кажете, може. а ние многу да научиме. Почитувани гледачи, тука би ја завршиле денешнава емисија, значи репризата би била утре, негде во пладневниот програмски појас. Вам ви благодарам за вниманието и бидете со нас и наредниот викенд, наредната сабота. Секој е добро.